Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитувана явност, денес пред нас е измени и допълнување на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, во кој бараме, намалување на цената на нафтата која користат земјоделците за 50%, така наречено можност за користење на земјоделците на зелената нафта. Сакам веднаш на старт да расчистам некои дилеми, во кои и на комисија, и на почетокот на седницата до моето излегување на говорница бевме обвинети како пратеничка група за популизам. Почитувана јавност, колеги пратеници, дека не станува збор за популизам и за нешто кое не обвинувате дека го нудиме во предизборието, сакам да ве демантирам. Можете да ја погледнете програмата на СДСМ во 2014 промени за Македонија, во која ќе видите дека една од мерките за подобрување на животот на земјоделците е токму нудењето на зелената нафта. И колегите пратеници кои имаат подолг стаж од претходниот мандат на Собранието на Република Македонија, во февруар 2014 пред нив го има овој закон, поднесен од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, во кој исто така се бара 50% намалување на цената на нафтата. Значи СДСМ е сериозна политичка партија, политиките ги води и во континуитет во сите пори на општествениот живот и има што да понудиме токму во земјоделието. Јас лично ја разбирам вашата дискусија, вашите реплики упатени код нас по овој закон и имам логичен одговор за тоа, бидејќи на земјоделието имаме различен пристап, што е нормално, како различни политички партии се разликуваме во пристапот во повеќе сегменти од општественото живење, па како и во другите сегменти се разликуваме и на тоа како гледаме на земјоделието и што сакаме да постигнеме како политички партии, како ние идна власт, вие сегашна власт, која се надевам ќе биде уште малку, во област на земјоделието. Искрен да бидам, како и во сите пори на општествениот живот, така и во земјоделието, вашиот пристап има една единствена карактеристика, тоа е клиентелизмот. Делењето на субвенциите, делбата на неискористено земјоделско земјиште, оди токму во таа насока, тоа го правите на ваши партиски војници, го правите пред избори, се со една цел, значи додворување на земјоделците, тоест вашиот клиентелистички настап да побуди, да бетонира некои одредени гласови кои би ви биле дадени на избори кои се случуваат во Република Македонија. За разлика од вас, СДСМ за земјоделието има сериозен пристап и зошто го велиме ова? Ние знаеме дека земјоделието е трета гранка во вкупната економија на Македонија, што учествува во градењето, во придонесот на бруто општествениот производ. Единствена цел на СДСМ е со политиката во земјоделието да го направиме профитабилна гранка во која секој земјоделец ќе се чувствува достоинствен и ќе знае дека тоа што го заработил, што го спечелил, ќе му биде доволно за живот и ќе биде достоинствен во вршењето на својата професија. Зошто токму овој закон? Бидејќи, тргнувајќи од главната цел да го направиме земјоделието како профитабилна гранка, тргнавме го базираме тоа на два параметри. Прво, која е реалната состојба во Република Македонија и второ, што е тоа што се вика европска политика во земјоделието, тоест политиката КАП или заедничката земјоделска политика во Европската унија. Во Македонија имаме ситуација во земјоделието, делење на субвенции и на земјоделско земјиште според партиски клуч, не тогаш кога му требат на земјоделците. Тие се одлики што ги кажав порано на ВМРО ДПМН, со актуелната политика што ја спроведува
И имаме още една характеристика. Имаме слаба изкористеност на ИПАРД фондовите, имаме голям дел миграция на населението, поготово на тия ще умеят да работят земеделие от Източна Македония, дел и от Западна Македония, по западноевропските земји, кај што ги извршуваат истите тие работи, што би ги извршувале тука и за кои се подобро платени. Ако е таа ситуацијата, ако е тој проблемот во Република Македонија, нормално како одговорна партија и како идна власт претендираме да понудиме мерки кои треба да ги запрат сите овие негативни трендови и да доведат до тоа што ние го викаме да направиме од земјоделието профитабилна гранка. Значи, сакам да ви укажам дека ова не е еден и единствено решение, еден закон кој го нуди СДСМ, ова е еден од сплетот на закони за кои ќе бидете сведоци во иднина, кои ќе бидат понудени од страна на СДСМ, за тоа како да бидат подобрени состојбите во земјоделието. Денес зборуваме за предлогот на зелена нафта, по 2-3 недели на наредните седмици ќе биде предлог за укинување на персоналниот данок кај земјоделието. Во нашата програма со која ќе излеземе пред гласачите ќе може да видите за мерки кои се наречени земјоделска пензија, за давање на субвенциите, исплаќање на време, за тоа што се викаат стимулативни субвенции, освен овие што се делат, во кои ќе бидат наградени со додатни субвенции оние кои се успешни во вршењето на земјоделската дејност. Значи, ова не е едно и единствено нешто што го нудиме во областа на земјоделието и не е издвоено од сетот на мерки на кои ќе бидете сведоци дали до периодот додека се распушта ова собрание или читајќи ја програмата на СДСМ која ќе ги подобри состојбите во земјоделието. Од друга страна, во моментот во Европската унија, сакам да кажам, базирајќи се на реформите во заедничката земјоделска политика на Европа, 75% од законите во Европската унија се носат и ги опфаќаат токму деловите кои се поврзани со земјоделието, а 40% од буџетот на Европската унија е наметнат токму за земјоделието. Значи, тоа укажува на голема директна помош на земјоделието, се со цел земјоделието да стане конкурентна гранка и од земјоделието да може да се живее еден добар и пристоен живот, бидејќи денеска во Европа просечниот земјоделец, тој што се бави со земјоделие, има просечни примања на ниво на 40% од примањата, просечните примања во Европската унија. Знаејќи ги, значи, сите овие работи, сите овие параметри, СДСМ истапува со еден ваков предлог закон, за кој сметаме дека треба да имате сенс. После моето излагање треба да имате разбирање зошто со овој закон го нудиме, да си имате одговор зошто ба сега, бидејќи ова не е еден издвоен закон, ова е еден од сплетот на мерки и закони кои СДСМ ќе ги предложи во својата програма, се со една цел земјоделието да биде профитабилна гранка. И кога сум тука, често пати слушав за финансовите импликации, сакам да ја истакнам правишноста на СДСМ, која ќе биде видлива во сите пори на општествениот живот, а ќе биде видлива и во земјоделието, како што реков, трета гранка соучества во бруто општествениот производ. И само ќе ви направам една мала компарација. Буџетот на Република Македонија, парите во буџетот, парите на граѓаните на Република Македонија се ограничен ресурс и мора да знаеме каде ќе бидат расподелени, и тука ние како идна влада ќе бидеме безкомпромисни, ќе оспроведуваме системот на правишност. Зошто го велам ова? Ова го велам од следниви причини. Нашиот закон предизвикал финансови импликации од 6 милиона и 6,3 милиона евра. Ние од буџетот на Република Македонија во тирзовите, според истражувањата, за едно работно место трошиме буџетски пари од 21.000 евра. 100 такви работни места во Тирзот се 2 милиона и 100.000 евра. 300 такви работни места во Тирзот се 6 милиона и 300.000 евра. Тоа е финансовата импликација толкова колку што на нас со овој закон ни треба за да бидат задоволени 130.000 семејства кои живеат од земјоделието. И на крај, не се работи за финансова импликација, се работи 50% асоцира на откажувањето од акцизите
и данъците што треба да ги платат, кои се наградени над основната цена на нафтата, а само ќе ја потстам дека пред една недела носевме закон за здравствени и слободни зони, кај што се предвидуваше на инвеститорите да бидат ослободени од секакви давачки, кога би можело таму, зошто не и во земјоделието. Благодарам.